Драстични промени во полицијата која ќе работи во служба на граѓаните и вистинска борба со криминалот. Хаосот во МВР, идниот министер за внатрешни работи Панче Тошковски ветува дека ќе го замени со европски вредности, но некако досега само декларативно споменувани од функционерите. МВР покажа дека може да работи за она што е платена и се обидовме да ставиме ред на издавањето на личните документи, вели Тошковски. Знае македонската јавност што затекнавме. Затекнавме хаос, нефункционалност, затекнавме на состојба која што вака најблаго кажано беше недостоинствена за секој еден македонски граѓанин. И се потрудивме да ги нормализираме односите во рамки на министерството, се со цел да имаме еден аутпут на крајот на денот кој што би требало да биде еден нормален начин на услужување на секој еден македонски граѓанин. Драстични промени ќе има и во работата на министерството и во сето на кое што значи надлежност на МВР. Тошковски најавува коренити реформи во министерството, функционална систематизација и решение за пренатрупеноста во одредени сектори и недостатокот на кадар во други. Секој ќе мора да се заработи платата, вели предлог министерот за внатрешни, а при тоа ќе мора да добие услови за работа. Нема да дозволам во министерството да има статичари кои што нема да се заработат платата. Ќе барам посветено, одговорно и професионално работење од секој ден работен во министерството, заради тоа што тоа го заслужуваат македонските граѓани и тоа мора да биде така, не може да биде поинаку. Секој ден ќе мора да работи за да си ја заработи платата. Тошковски смета дека адвокатската кариера која е зад него ќе му помогне, бидејќи како што вели, кога имате чесна намера пред даночните обврзници, тогаш ќе работите во согласност со законите кои мора да важат подеднакво за сите. Ова е услов без кој не се може да продолжиме понатаму, услов без кој не се може да ја нормализираме Македонија, услов без кој не се може, а при тоа да говориме дека ќе воспоставиме едни подобри животни стандарди од секој аспект. Оваа мисла треба да е водилка понатаму не само на работењето во Министерството за внатрешни работи, туку буквално во рамки на работењето на секоја една институција државна. Должни сме спрема македонските граѓани да понудиме едно нормално општество. Тошковски е дипломиран правник, адвокат со големо искуство кој во својот технички мандат успеа да исполни главната цел поради која ВМРО ДПМН влезе во техничката влада – спречување на изборната кражба.